Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Трендот на затворање на трговските и други фирми во Кочани продолжил и во текот на минатата година, при што со работа престанале над 600 регистрирани деловни субјекти. Главна причина за тоа се проблемите во финансиското работење, односно неможноста да ги наплатат побарувањата од други фирми и големите неплатени обврски кон државните органи. Во текот на 12 месеци од 2016 година, над 600 фирми што биле регистрирани во Кочани престанале со работа. Драстичното намалување на нивниот број се согледува ако се направи споредба со 2015-та, кога имало над 1700 регистрирани деловни субјекти, со што се доаѓа до поразителен податок дека дури 1/4 од фирмите за само една година ставиле катанец на врата. Иако во најголем дел се работи за мали претпријатија со 1 до 3 вработени, згаснувањето на нивните активности зборува за тешките услови за работа во кои се нашле, пред се поради проблеми со финансиите. Огромната несолвентност, односно ненаплатените побарувања, ги довела во безизлезна состојба да се соочат со натрупани обврски кон државните и другите институции, што не можеле да ги платат подолг период. Истовремено, не биле во состојба да ги подмират ниту платите кон вработените, како и долговите кон деловните партнери. Потврда за големиот број згаснати фирми во општината дојде од градоначалникот Димитровски, кој со тоа го оправдуваше малиот процент на наплата на комуналната такса, попозната како фирмарина. Податоците на одделението за даноци во општина Кочани покажуваат дека постои тренд на опаѓање на бројот на обврзниците за фирмарина и тие се помалку за 631, односно за 23% во однос на 2015, што доведува до намалување на облогот. Со огромниот број затворени фирми, општината се најде во врвот на источниот регион според банкрот на деловните субјекти. Сепак, познавачите на економските состојби кај нас велат дека веројатно овие податоци не се најреални, односно би требало да има повеќе пропаднати компании. Но причината што минатата година не се евидентирани е што немале пари ниту да ги платат трошоците за ликвидација, односно за бришење од евиденцијата во Централниот регистар. Според податоците од Државниот завод за статистика пак, најголем дел од неактивните или згаснати правни лица се од областа на трговијата, угостителството и административно-услужните дејности. Регистрираните откупувачи на секундарни суровини во Кочани реагираат што полицијата не појаснила дека украдените црковни звона од манастирот во Пантелеј биле продадени на диви откупувачи на Старо железо. Оврска на предпријатијата кои легално откупуваат отпадни материјали е сомнителните предмети да ги пријавуваат кај надлежните органи. Лоша услуга им е направена на регистрираните предпријатија кои се занимаваат со откуп на секундарни суровини, откако полицијата објави дека открила оти украдените звона од манастирот во Пантелеј биле продадени како старо отпадно железо. Во телефонската реакција во нашата редакција, по објавената изјава на секторот за внатрешни работи од Штип, легалните откупувачи велат дека полицијата не била прецизна во објаснувањето, оти откриените предмети биле продадени кај некој од така наречените диви откупни центри, што само во Кочани ги имало повеќе од 10. Со тоа во јавноста се создал впечаток оти фирмите кои со децении се занимаваат со откуп на отпадни материјали се впуштиле во недозволен бизнис. Ваквата можност тие ја отфрлаат со оглед што над нивното работење се врши постојан надзор од Управата за јавни приходи и од другите државни институции, при што и за најмала откупена количина старо железо или друга суровина, тие се задолжени да издаваат потврда, а исплатата на парите ја вршат единствено преку трансакцијска сметка. Освен тоа, дополнителна обврска име кај надлежните органи да пријават ако забележат дека некој се обидува да продаде предмет со поголема вредност од вообичаената или истиот има сомнително потекло. Со тоа се исклучува можноста украдените црковни звона од Пантелеј да биле откупени на легален начин. Како што веќе информиравме, секторот за внатрешни работи од Штип во средата соопшти оти открил дека 3 лица од Кочани ги украле двете звона од по 70 килограми во манастирот во Пантелеј, пошто ги искршиле и ги продале како старо железо за само 8.000 денари. Со оглед што тие беа стари повеќе од 150 години, културно-историската вредност на звоната е многу поголема од материјалната, па полицијата информираше дека поднела соодветни кривични пријави против сторителите. $50 милиони евра во проекти за Виница во изминатиот 4-годишен период. Градоначалникот Емил Дончев со отчет за својот втор мандат.
Отворање на нова индустријска зона со нови 200 работни места, во која има и една успешна странска инвестиција. Атмосферска канализација на најкритичните ризик места во општината, реконструкција на водоводната мрежа во Виница и Блатец, а планирано е и 2017 година да се продолжи со замена на азбестните цевки, изградба на капела, ново тениско игралиште и нови спортски терени во Истибања, изградба на 2 нови градинки во Трстино и Истибања и проширување на капацитетите на старата градинка. Се само дел од проектите со кои градоначалникот на Виница Емил Дончев го заокружува својот втор мандат. Пред локалните и регионалните медиуми тој даде отчет за сработеното. Во делот на комуналните работи и инфраструктурата решивме еден голем проблем со кој се соочуваше нашата општина, тоа се атмосферските води. И минатата година ја завршивме првата фаза од атмосферската канализација на улиците Илинденска и Браќа Милодинови. Продолжуваме во наредните години со втора и со трета фаза на атмосферска канализација, а исто така извршивме реконструкција го асфалтиравме патот каде што минеше трасата на првата фаза на атмосферската канализација. Се реконструираше и мостот на Градечка река и мостот кај село Лаки, а работивме и изградивме делови од канализациони мрежи во селата Лески, Градец и Истибања. Направивме реконструкција на водоводната мрежа во градот, 3971 метар, така да во тек е и последната фаза од реконструкција на водоводниот систем во општина Виница и за многу кратко време општината ќе има целосно реконструирана водоводна мрежа, односно замена на азбестните цевки со полиетиленски. Тековно се реконструираат и водоводни линии низ повеќе улици во градот, а направивме и реконструкција на водоводната мрежа во село Блатец, вкупно 4367 метри. Изградена е и капела, а со цистерна за вода до поквалитетно снабдување во село Грлани. Значи, таму го изградивме и реконструиравме дел од водоводниот систем. Во делот на транспортот и патната инфраструктура асфалтирани се повеќе локални улици и патишта во градот и во населените места и овде би го спомнал најзначајното, тоа е асфалтирањето на патниот правец Осојница село Липец, пат кој што се ветуваше многу години, но еве сега ние успеавме да го реализираме. Во делот на културата и овие 4 години ги поддржувавме сите наши фестивали, Истибањско здраво живо, Виница Веритас и дававме поддршка на сите изданија на нашите сограѓани. Во делот на археологијата продолживме со истражувањата на виничкото кале и на Коколов рит. 50 милиони евра е вкупната инвестиција во сите овие проекти, а со доградба на инфраструктурата и подобрување на условите за живот се продолжува и во предстојниот период, а како позначаен проект за кој се подготвува документацијата е изградбата на затворениот пазар во Виница. И по втор пат специјална награда за тимот ученици од Основното училиште Никола Карев на меѓународен поетски фестивал Замокот на Дуино во Италија. Станува збор за манифестација од светски карактер, а од Македонија учествуваше само Кочанското училиште. На 13-тиот поред меѓународен поетски фестивал Замокот на Дуино, што се одржува во Трст, Република Италија, учениците од Основното училиште Никола Карев освоија специјална награда. Станува збор за светска манифестација на која што учествуваат училишта и поединци од цел свет. Од Македонија награди доби само Основното училиште Никола Карев од Кочани. Овој успех е за одбележување, дополнително што учениците од 31 март до 2 април ќе бидат гости на манифестацијата во дворецот на Дуино во Трст, Република Италија, кога и ќе им биде врачено признанието. Оваа година се твореше на темата Моето наследство. Секоја година значи има одредена тема и ние со учениците одредивме да твориме на песни наследствата кои што тие ги имаат добиено од своите баби или од дедовци. Така да некои пишуваа за ланчето, некои добиеното ланче, некои пишуваа за поклонетиот прстен, некои пишуваа за добиениот часовник,
Но на крајот највпечатливо не остана тоа што една ученичка, тоа е Надја Ефремова, напиша за најголемото богатство кое што сите ние го добиваме како наследство, а тоа ни е земјата и слободата. Па така со оваа книга, која што ја насловивме Моје наследство, ученичките беа изберени и наградени со специјална награда на фестивалот. Учениците од тимот Ивона Антова, Василија Коцева, Наде Ефремова, Елена Јакимова и Драгана Насева задоволни од учеството и од специјалната награда и радосни што ќе можат да отидат повтор пат во Италија за лично да си ја подигнат наградата. Ова признание за нив представува поттик да пишуваат и творат и понатаму и да создаваат дела за паметење. Јас и моите 4 соученички преработивме една книга од сите наши литературни творби кои беа на тема наследството. Ова ќе ни биде поттик и понатаму да продолжиме да пишуваме и да оцениме нашиот труд и заеднички да го работиме. Учениците се представија со изработка на своја поетска книга составена од песни на македонски и истите преведени на англиски јазик. Преводот на англиски јазик е на Панче Атанасов и Марија Дончева, професори по англиски, а техничката изработка на книгата е на Благој Гранков. Од училиштето се надеваат дека и оваа година патувањето на учениците и менторот во Трст, Италија, ќе биде финансиски поддржано од општина Кочани. Виница од 2013 година е вклучена во проект на Светска банка и австриската влада Градови без корупција, градови со иднина. Деновиве во Белград се одржа регионална конференција за земјите од Југоисточна Европа, во рамките на која беа споделени позитивни искуства во сузбивање на корупцијата во локални рамки. Во организација на Светска банка и австриската влада на 30 и 31 јануари во Белград се одржа регионална конференција Градови со интегритет во рамките на втората фаза од програмата за урбано партнерство. Конференцијата собра на едно место 70 локални власти, локални владини асоциации, антикорупцијски практичари и експерти од Југоисточна Европа. Меѓу учесниците беа и представници од општина Виница, предводени од градоначалникот Емил Дончев и председателот на Советот Благица Антонова. Учесниците на конференцијата имаа можност да споделат добри и позитивни искуства и да дискутираат за прогресот и предизвиците со кои тие се соочуваат во сузбивање на корупцијата. Учесниците дискутираа за различни модели на антикорупцијски механизми кои веќе се имплементирани на локално ниво, вклучувајќи ги општинските електронски портали, буџетскиот календар, користењето на социјалните мрежи, едукација на представниците на локалните заедници, учеството на граѓаните во донесувањето на стратешките одлуки. Општина Виница во овој проект е од 2013 година. Во моментов работи на спроведување на препораките од акциониот план, кој е фокусиран на 3 стратешки области: управувањето со човечките ресурси, транспарентноста на општината и вклученоста на граѓаните, како и зајакнување на контролата врз реализацијата на инфраструктурните проекти. Заврши екстерното тестирање за матурантите. Во кочанските средни училишта помина без проблеми и без отсутни ученици. На 7 февруари ќе се знаат резултатите. Заврши екстерното тестирање за учениците од завршните години 3 и 4. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев пријавени беа 199 матуранти. Истите ученици го извршија полагањето на двата предмети. Истите беа поделени во 3 групи и полагањето помина без никакви проблеми, истакна Димче Сребренов, директор на Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Во СОУ Лјупчо Сантов пак пријавени беа и полагаа 195 матуранти, распоредени во 4 училници. И во ово училиште немаше ниту прекини во полагањето, ниту отсутни ученици, истакна Доне Донев, директор на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Резултатите од тестирањето ќе бидат објавени на 7 февруари, пошто ќе тече и рокот за приговори кога учениците ќе можат да поднесат доколку не се задоволни од резултатите. Тестирањето го следеа надворешни наблюдувачи избрани од Државниот испитен центар. Во Кочани се реализира дводневна работилница како дел од проектот Спорт за сите, чиј носител е невладината СВТ од Скопје.
Целта е да се подигне свеста на јавните институции за спортот и физичките активности како ефикасен инструмент за подобрување на социјалниот капитал во локалната заедница. Невладината организација Summer Work and Travel Alumni Македонија од Скопје на едно место ги седна повеќемина спортисти, спортски работници, педагози и други субјекти заинтересирани за развојот на спортот во Кочани, како дел од дводневната работилница Спорт за сите. Целта е да се поразговара за можностите за унапредување на работењето на спортските друштва и подигањето на нивото на спортување воопшто на ниво на општина. Подршка за проектот доаѓа од Европската комисија, поточно од Erasmus Plus програмата, односно нејзиниот дел што се однесува за подобрување на спортот во земјите во кои таа е прифатена. Организаторите на работилницата рекоа дека Кочани е само дел од мрежата општини што се вклучени во проектот. Сакаме да разговараме како може попаметно да се соработува за да се подобри активноста, односно да искористиме алатката спорт за општествено делување и подобрување на заедницата во Кочани. Овој проект се организира во 8 земји, меѓу 10 партнери, во кои што во Македонија има две организации. Иста ваква активност има организирани и во Пехчево, и во Битола, и во Берово исто. Но ние сме таа кои што денеска ќе гледаме да помогнеме да разговараме за ситуацијата во спортот во Кочани. Според Слезовик, на работилницата ќе се изврши презентација на идеите за спортски иницијативи во Кочани, а главна цел на активноста е да се подигне свеста на јавните институции за спортот и физичките активности како ефикасен инструмент за подобрување на социјалниот капитал. Целта на овие 2 дена е да заедно да ги собереме различните чинители на спортот, да дискутираме која е ситуацијата и да дојдеме со можни решенија како што може да се подобри околу ова. Значи, да, идејата е да се споделат и меѓународните практики, знаењата што ги имаме добиено во овој проект во соработката со меѓународните партнери, но со цел да се размисли што може да се искористи за конкретно за заедницата во Кочани. Искуствата од досега одржаните работилници во другите градови се позитивни, односно низ разговорите бил покажан голем интерес за развој на спортот во локалните средини, посебно за спортски дисциплини што се помалку застапени, а би можеле да обезбедат поголема масовност, особено помеѓу помладите. Дводневната работилница Спорт за сите завршува в петок. Духовна трибина на тема «Што сведочи преданието за Христос» ќе се одржи на 3 февруари, петок, во библиотеката Искра, со почеток во 17:30. Граѓанската организација Воскресение од Кочани ги поканува сите граѓани и верници да присуствуваат на трибината. Предавач ќе биде ѓакон Димитар Арстовски, а трибините се со благослов на владиката Иларион. Следува информацијата од спортот. Заврши зимскиот преоден рок за фудбалерите во сите рангови на надпреварувањата во Македонија. Кочанскиот третолигаш Осогово ги зајакна своите редови со неколку нови имиња, кои во пролетната сезона ќе помогнат да се обезбеди пласман во втората лига. Екипата на Осогово успешно го заврши зимскиот преоден рок во првенството на третата лига и со засилувањата очекува добар пласман и влез во повисок ранг на надпреварување. Според официјалната информација од управата на клубот, потпишани се договори за настап со неколкумина нови играчи, а во екипата се задржани дел од стандардните првотимци, а се вратиле и некои од поранешните играчи што во меѓувреме настапувале во други клубови. Од кочанскиот третолигаш потврдија дека играчкиот кадар е засилен со фудбалерите Никола Трипуновски, кој настапуваше за Скопски Вардар, Работнички Победа, и Владимир Мојсовски, кои сега и двајцата дојдоа од фудбалскиот клуб Скопје. Исто така во Осогово се врати и Благојчо Коцев, кој настапуваше во други екипи, а во редовите на жолтосините останува стандардниот играч Аксентиев, за кого имаше неофицијални најави дека може да премине во друга екипа. Исто така, иако засега нема официјална потврда, можно е во клубот да се врати и Велинов, кој минатата сезона настапуваше за Брегалница, но веќе не е дел од тимот на штипскиот прволигаш. Во меѓувреме, освен редовните тренинзи, што 2 пати дневно се реализираат на градскиот стадион во Кочани, Осогово ќе ги продолжи подготовките и со одигрување на пријателски контролни надпревари. До почетокот на пролетниот дел договорени се неколку средби,
од кои првата ќе се одигра в сабота со почеток од 13 часот, а на Никола Мантов ќе гостува второлигашот Евромилк од Скопје. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!